едукација на младите со животните, но и сега во ова пролетно време, каде што нели сите некако сакаме слободното време да го поминуваме во природа, сепак треба да знаеме и некои основни работи за тоа како да се заштитиме од оние опасности кои што демнат во природата. Зборувам за влекачите и за инсектите, а по тој повод со Војо Иванов, кој што Војо го прашав како бе Војо да те најавам. Значи, едноставно рековме човекот со животните, така сите те знаат, или човекот со змиите. Во секој случај ќе успееме и овој пат да разговараме, да ве запознаеме со сите оние нели ситуации во кои што би надвлегле или би ви се случиле, нели, доколку престувате во природа, како да си помогнете, како да реагирате во тие ситуации. Човекот со змиите, добре дојде. Веселко, добро утро. Не, веројатно е поинтересно кога ќе влезеш во лифт со мене, кога на некој ќе им текне од кај ме знаат и можеш да замислиш кои се фацијални експресии ги прават кога ќе им текне дека сум и со торба во лифтот. Тогаш станува интересно, ама да, мене ми е драго што низ годините може да ете таков некој печат оставив, бидејќи не сум сигурен дали постоеше или дали имаше некој кој што толку години континуирано труби, повторува и пробува да биде месенџер на јазикот на животните особено. Значи, доктор Долител македонски може слободно. Така те доживуваме, така сите ние. Некои од работите ми се како дежаву, нели секоја година дека ги повторуваме, ама мислам дека тоа е и дефинитивно мајката на знаењето, дека ако го повториме материјалот, некои од луѓето можеби прв пат се соочуваат со таква ситуација, купиле викендица, се преселиле, не хајкале, не планинарале претходно, сега тоа го прават почесто, добиле дете, па сега почнуваат со деца едукација на тема природа и животни, така што и да се повториме, мислам дека нема да е на одмет. Не е на одмет, а и некој кој што не бил во таква ситуација, нели нешто што не ни се случува секојдневно го подзабораваме, така што убаво е да се подсетиме. Сега е период кога сите некако сакаме да поминуваме многу повеќе време и треба во природа и нормално период кога змиите излегуваат од зимскиот сон, нели се малку поопасни, ако може така да кажеме, затоа што се гладни и така натаму. И нели секогаш е убаво да имаме информација плюс како во таква ситуација. Во две реченици два пати кажа опасни, опасни. Опасни, да. Стоп. Зар не се опасни? Луѓе се опасни. Сега тука ќе навлеземе во расправа. Јас често нели во последниве години многу работам и со деца како аниматор, едукатор, како сакаш тоа исто наречи го, нели овој со животните, ама знам да го нели ми влага во моментот, опасни ли се, опасни, не? Буквално нешто што го наметнуваме постојано, а мислам дека нема потреба. Па добро, ти си сконцентриран на тоа. Во последниве недели концентрирај се само на вестите, па ќе видиш што е опасно. Тоа да. Деца под 18 години и те како може да бидат опасни. Тоа се покажа во последниве недели, иако пробуваме низ некоја позитивна сега конотација да го свртиме муабетот. Тоа е нашата сурова реалност. Многу избегавме од децата, од генерацијата која што расте. Може би се одвоивме ние на интернет повеќе со социјалните мрежи, пошто нели тоа и на тетките им стана интересно славите да се ги споделат да си ги видат тортите или можеби колачите и да се докажат која е супер домаќинка на Facebook, но децата ги оставивме да исто така го повторуваат нашето однесување. Зошто паметните телефони и апликациите не ги конвертираме во призма на едукација на децата. Како порано што ловевме покемони по улици, нели децата едно време тоа го правеа, најдете апликација која може да ви биде и бесплатна, но и за некои ситни пари да купите, да речеме некоја која прави идентификување на видови, на бубачки, на растенија. Симнете, а за деца имате милион апликации кои што може да ви бидат корисни. Се што е забрането овошје, за децата ќе биде примамливо. И мислам дека нема да избегаме од тој факт, дека децата сакаат да седат на телефон. Колку повеќе им го забрануваме употребата, толку по предизвик поголем станува. Верувам од мојата пракса. Иако може би влагам во домен кој што и не е толку моја позната тема, ама последните скоро 10 години интензивно работам со деца и го приметувам тоа. Многу често дури во мојата асоциација зошто камелеонот менува боја, знам да им речам какво емоджи праќаш кога си лут, каква боја е тоа.
аха, штама настанува, затоа што никој од возрастните тоа не го користи во едукативна терминологија. Значи, децата го сакаат тоа кога им влагаш и користиш нешто што тие го практикуваат. Телефоните и таблетите се составен дел од денешницата, така што ако веќе се составен дел и од животот на едно дете, дај тогаш нека да му го наметнеме да го користи, нели? Правилно. Апсолутно. Ете и во природа, ако треба веќе детето да носи телефон, нека биде тоа апликација каде што нели ќе осознае, запознае и се информира многу повеќе. Пред само 2 дена имавме, за жал, еден така вознемирувачки настан. 2 девојчиња доаѓаат во Скопје и во сред град се губат. Значи, луѓе, сонцето научеа порано на извидници како да се снаоѓаме. Што е север, што е југ, како да комуницираш, значи дури и без смартфонот. Па се губат воја затоа што тие не гледале каде одат, него гледале во телефонот и не знаат што поминале и каде поминале. Снемала батерија, снемува конекција, не знам како да се снајдам. Учете ги можеби децата повеќе за тоа како да се снајдат во природата, да препознаат одредени работи, а телефонот дефинитивно може да биде една супер алатка во вакви ситуации за да им предизвикаме некаква емпатија со природата. Па сега, вие кога ќе отидете и ќе ги најдете тие малечки бубачки изоподи, што никој од нас не ги ни приметува, на 2 квадрати природа, чиста природа збориме во шума, вие имате сигурно различни 3-40 видови на бубачки. Ако вие земете лупа или можеби користите телефон со една добра камера за да направите добра фотографија со детето, за да го зумирате, па потоа целата приказна за тоа бубаче да ја разработите, тоа дете нема утре дома да рече папучата, пајакот, нели да го утепам. На тој начин ќе дадете... Тука се разликуваме во размислувањата, ама добро. Ме нарече убијат затоа што змија отепав во викендица, така што со војо нема фотографијата да ми ја фејка. И ти пушти фотографија да ми кажеш дали е отровна змија и тој ми вика убијат ниеден зашто ја уби змијата. Знам и дури некогаш да речам за овие бубачки за комарци, за оние мали геко гуштери, на децата да им речам секоја мајка и баба има костим на Спајдермен, кога ќе види мало гуштаче, инстантно викам го соблака, го вади, го облака и викам ќе ги употреби папучите како оружје, ама тоа е за жал една сурова реалност во која што живееме и на тој начин на децата им праќаме порака дека јас сум супериорниот. Идеме во природа, идеме. Сега нормално дека однесувањето по дома, во двор ќе биде исто и во шума. Па они зимаат стапови, кршат нели од грмушките, од трњата, што секако е дом за некој животно. Знам да им речем, облечете високи чизми или патики и панталони и кога ќе влезете во природа, почитувајте, тоа е спална или детска соба на некој. Ние сме на гости, така е. Ние сме гости. Како ќе ти биде тебе некој да ти влезе дома од сабајле, викам и да ти рече у 7 сат, селфи ќе правиме сега. Свикаш кој е овој, нели? Не го очекуваш и таа е приказната која што мислам дека на децата треба да им пренесеме дека да влезе во кожата на некое животинче што таму си живее со генерации и ти влезеш со стапови и испокршиш се во природата. Како реагираат дечињата? Дел си од многу родендени, каде што нели ги едуцираш покрај тоа што се забавуваат со оние влекачи претежно кои што им ги нели носиш за да се запознаат и да ги видат во живо. Па мојата мисија е всушност таа, ако порано медиумот беше телевизија, некако не сум сигурен дали се променило во тој Инстаграм, Фејсбук. Да, имам, ги користам, ама не може би толку често инфлуенсерски тие работи. Генерација си малку сме со отпор на социјалните мрежи. Да, па полека иде тоа. Ама мораме, гледаме дека мораме. Да, еднаш у месец стори ќе направиш и си завршил инфлуенсерски овакво. Не, но пробувам да најдам медиум на кој што ќе можам да влијам пред се на децата, пошто тие се нашата еднина. Имаме една генерација која веќе е закоравена, ама верувам дека децата можат и вреди да се инвестира во нив за да можеме утре да имаме некоја постабилна, да речем, до некаде иднина. Ама муабетот со тоа дека вие во природата, ако им покажете дека постои жив свет за кој што ќе се заинтересираат со некоја таква алатка, и го односам и прирачникот на Кирил Пржо, кој што мислам дека и рече дека ќе го викнеш, ова е една супер алатка, old school верзија. Многу го почитувам и ми е драго што воопшто го има како издание некое вакво, каде имате old school верзија хартиена, да си ја ставите во ранец и со децата да отворите и да речете, аха, ова е всушност тоа и тоа, нели, да дешифрирате, да речам,
некакви појави или можеби атлас на природата како ќе препознаете одредени растенија, бубачки животни. Тоа си кај ранецот, отворен ти е ранецот, па бога ми не секогаш е добро да го прашате во што имаш во ранецот, дај да видам. Да. Но се договоривме дека нешто од ранецот ќе извадиме, па дај да извадиме и да го продолжиме разбира. Не, во суштина, ако одиме во природа, поготово со деца или евентуално со кучиња, мислам дека првенствено сега мора да внимаваме повеќе на крлежи, на болви. Тоа е еден така момент кој што не можеме да го скокнеме, а тоа поготово во ваква пролет се случува кога имаме пролонгирана влажна сезона. Сега нагло ќе дојде сонцето, ќе букне, идеален период за крлежите да може да бараат нов домаќин како би се репродуцирали и намножиле. Верувам дека во следните неколку недели тоа ќе биде еден поголем проблем за нас. Сега не би навлагал во оние бабарада рецепти на YouTube како да се превенирате природно, но постојат милион верзии ако сакате да се заштитите, при тоа да не користите хемија што ќе биде понатаму штетна за опкружувањето, а и за вас токсична. Било какво растително масло, пресечете неколку ливчиња или цветови од лаванда, протрите ги, намачкајте се, истрите ги на нозете, поготово и на рацете. Верувам дека голем дел и од комарците, бубачките нема да ве напаѓаат, а и на тој начин не оставаме некаков отпад на планетава, дали се шишиња, спрејови и слично. А и мислам дека и по-здрава верзија ќе ви биде. И поевтина верзија каде. Многу често, да речеме, луѓе не ги сакаат бубачки, веќе седнат сега на пикник, одите во викендица, постилате маса, нели доаѓаат оси, пчели. Една многу добар трик го имам научено кај доктор Угриновски во игротеката кога работевме заедно. Турско кафе, една лажичка на само обична тацна од кафе. Само истурате, нели, го истурате кафето и го палите. Го пробувате да го запалите со кибрит или со упалјач и тој си тлее. Тлее пополека, мириса на некое изгорено кафе како на рингла кога ќе ви падне, ама и текако во околината бегаат поготово осите и пчелите. Значи, тоа ви исто еден ефтин трик како да ги избркате бубачките од околината додека ручате, а при тоа да не треба да ги убивате или да прскате уште полошо, па и самите вие да го дишете тој отров. Дури и талок од турско кафе, ако го исушите и чувате во некоја пластика, ќе ви се најде за летно време за ова. Дури и пепелта на крај ќе ви биде добро ѓубриво за растенијата. Да размислите повеќе на тоа дека утре позади нас на планетава оставаме сепак отпад кој што штетен или нормално за сите. Кога веќе имаме било каква средба со змии, да. Тоа многу често кај нас се како се вика тоа, се толкува многу ризично и страшно. Да, нели јас кажав една реченица два пати опасно. Да. Се вика смок или пченкарна змија, мислам дека многу често луѓето ја виделе. Во Македонија има малку поразличен вид од ова, сепак е американски вид на корнснек, домашен миленик е, не е, мислам апсолутно не е никаков нешто страшно. Сега баби кога ме гледа се вика. Значи домашен миленик ми рече дека не е секојдневие да биде ова домашен миленик. Војо сега дај малку да не. Земе, фати. Така, да не ја стискам треба или ова е отровна? Не, све и отровна. Се шегувам, сега кажувам, не ме слушаш. Па смок дека да, ама добро, ама дека е шарена, тоа ме буни. Дај првично како можеме, добро после извадим ја од негде кај што. Ова ми се допаѓа дека рече шарена е, тоа ме буни, да, на децата. Од подмишка после ќе треба да знам да им го повторувам, да, опоминувачко шаренило е нешто што во природата треба да не плаши, односно да не предупреди, но ова е една варијација која што е за чување по дома. Муабетот зошто ја донесовме беше само за да имаме некое живо животинче за ти што велиш опасните, за да можеме да ги презентираме. Веројатно и ваквата клима како сега воопшто не им оди во прилог на рептилите, нели ги знаеме како ладнокрвни животни. По килотерми секогаш кога ќе излезат на, да речем, попладневно сонце, кога температурата може да биде малку повисока, нагло знае сега да се смени климата заради климатските промени и тие буквално да се замрзнат на местото кај што сте. Многу често ќе видите змија и во град, нели? Таа тргнала да, бидејќи се гладни, има многу долга бурмација, оваа сезона беше прилично долга, ама и не доволно ладна за да тие се исклучат комплетно. И мислам дека голем дел од рептилите сега се и помалку и нервозни, заради тоа што штом се стопли, тие ќе мора веднаш да јадат за да надокнадат се што изгубиле како резерви во текот на оваа блага зима. И веројатно ќе имаме многу често средби на луѓе со змии.
повторувам милионите пат, веројатно едноставен начин како двете страни ќе бидат безбедни е само да не паничите и само да застанете во местото кај што сте. Значи нема потреба од некаква драма, дајте Добро, и време. превентивно може ли да носиме да се некакво организира и да стапче избега. чисто да Стапче буричкаме секако, пред да, нас? ама на Ќе дете избегаат ли, ќе се спасиме ли така? Да, значи тоа држи вода со стапчето, Добро. ама мислам дека од искуство на стапче на дете, поготово не на македонско дете, некако ми оди дека ќе тепа или дека ќе мава. Затоа објасните им дека стапот е за да се придржи ако некаде се лизне или евентуално ако има трња пред него да може да ги бутне, а не да мава или да крши се пред себе, да ги бутне за да може безбедно да помине. Многу често дури и сточари нели носеле онакви стапчиња како со кука горе. Тоа е за да може или јагнен или да го повлече кон себе да го фати од кај овцата или евентуално змија ако види да ја тргне на страна. Дури македонски села никош не убивале, поготово не смог, затоа што нели чуварот на куќата ќе си го утепаш. Тоа е едно верување во Македонија што верувам дека им го спасило животот на многу змии, особено на еден мој многу омилен се вика леопардов смок. Добро, а ме интересира што во случај ако не гризне змија? Знаеш како? Нели треба да сме подготвени на се? Да. Во суштина звучи страшно, ама апсолутно не е. Сега не знам Нема колку дека ќе ми одма веруваат. тука ќе се ничкосаш и ќе... Така, има далеко време, од тоа, простор, да. можност. Многу серии гледаме, турски, шпански. Не, па затоа и прашав. Не, апсолутно. Значи тоа буквално нема ни да се осети, значи дури и да дојде до најстрашното нешто. Добро. Како ќе дојде змијата до вас ако вие носите долги панталони, значи таа и да тргне да касне, не може да касне. Значи ќе проба, ќе се обиде буквално да се одбрани бидејќи вие и влегувате во просторот. И веројатно следна сцена ќе биде да избега. Лошото е тогаш да почнете да скокате, да вриштите, да мавате, да дигате паника, децата да го гледаат таквото однесување. Пробајте само да бидете смирени, може да тропнете со нога, многу често на децата тоа им го викам. Тропни со нога заради тоа што таа вибрација ќе лоцира на змијата каде доаѓа опасноста. Вие. Значи, кога на животното ќе му дадеш знак дека доаѓа зверот, можеби ќе си го продолжи патот многу побрзо него ти што сакаш да не изјаснема. Доаѓа зверот, во случајов јас сум зверот. Да. Да земам. Па земи веќе, да, веќе не знам што прави, се мота се, нели? Па шо да прави на джевахер се Доволно каже. се запознавме, така да. И она што на децата често пати им го сочувам дека на пример они се комплетно различни од нас, се движат, немаат нозе, слушаат, немаат уши да ги видиш. Да речеме очите им се нонстоп отворени, па дури и кога спијат или одмараат. Нема очен капак, змија не може да трепка. Многу од луѓето тоа да речам не го перцепираат или не го гледаат. И знам на деца да им речам, замисли сега таа змија се спие, таа има отворени очи. Ти мислиш дека те гледа, таа всушност спиела. Затоа многу често дури луѓето што чуваат по дома змии земаат стапче за да ги разбудат или можеби да им дадат најава дека доаѓаш опасност. Да, за да може да избегаат. За да може да се тргнат. Ме интересира кое време се, да речеме, најприсутни во природата, зборувајќи во денот, нели? Дали тоа е најтоплото, да речеме пладне, тука некаде, и во кој дел? Дали се тоа карпестиве делови повеќе, каде што веројатно апсорбираат повеќе топлина, нели? Така е, која што така им е. е потребно? Порано имаше некое правило дека пролета почнува на одреден на календарски датум и период. Нема, се измести. Сега се измести, веројатно толку сме лоши кон планетата што постојано влијаеме лошо на сите аспекти на истата и веројатно климатските промени се само една шлаканица на тоа наше несвесно еколошко однесување низ поготово последнава декада и веројатно нема правила, се додека надворешната ноќна и дневна температура е ваква како што е сега, тоа не е поволно за рептили. Но што е лошото кај во ваквата ситуација за нив е тоа дека ги држи во лош тампон. Не е ни за да се исклучи па да биде во зимскиот сон и да одмара, не е па ни доволно топло за да излезе да биде активна. И сега таа ги троши последните резерви од масти од незиното тело и тоа дополнително ќе ја направи нервозна заради тоа што кога ќе се стопли таа ќе треба брзо да јади и да надокнади за се она што го изгубила во оваа пролонгирана, да речам, зимска сезона. Моментот е дека обично околу пладне, кога е најтопло, преку 23, 25, 30
степени Целзиусови, тогаш излегуваат и тогаш тргнуваат да ловат. Многу луѓе знаат да отидеш еднаш во 6 месеци во викендица и да потепаат се живо што дошло во меѓувреме. И by the way што се живее тамо, а ние како гости за тие 3 дена целата треба да ја искосиме, сите осила, сите пчели да ги извадиме, сите змии да ги потепаме по можност, бувчиња што се нагнездиле. Значи, наместо од тоа да направиме една супер приказна за нашите деца дека аха, тие живеат тамо, ние одиме на гости во викендицата, нели? Само треба да сме предпазливи, облечете чизми, секогаш кога одите во висока трева. Многу е просто. Тоа е однесување кога одиме на гости некаде. Правилата се тие, нели, на куќата. Тамо е куќата на многу животни. Само така мислам дека ќе превенираме било какви инциденти со природата, а и наше штетно однесување. И се разбира, ќе ги запознаеме младите и со природата и ќе влијаеме веројатно на нивното однесување, кое што е многу битно. Отровници постојат во карпести предели, може би повеќе ако видите дека околината ви е карпеста, да, многу често тие се, како што каже и самиот преска, шарените обично во природата е нели опоменувачко шаренило и предупредува за нешто. Може би од нив треба да бидеме повнимателни, особено ако сме да речам, не знам, што би барал стар или возрасен дедо или баба на планина или изнемоштена слаба жена. Очај. Или па да, ама сакам да речам за возрастни луѓе, за луѓе со веројатно срцеви проблеми, не би навлагал во таа тема, може да биде некако проблем, но нон-стоп и на деца им го викам тоа. Нема човек што умрел туку така од животно, постојано луѓе умираат од други луѓе, од лошо однесување. И стално тоа им го викам, плашете се од луѓе, од лоши луѓе, заради тоа што луѓе знаат да глумат. Животно ако те нејке, ќе ти даде знак. Ако не знаеш да го протолкуваш, тоа е твој проблем. Јас мислам дека тоа е мојата мисија, да пробам да го одгатнам или да го протолкувам јазикот на животните. Па мислам дека ова е одлично за крај и за финиш. Ти благодарам многу, секогаш интересно дружбата телевизиска, па и вака, нели? Секогаш убави, интересни и приказни и едукативни разговори. Верувам дека им беше интересно и едукативно ова што изминативе 20 на минути го зборуваме со тебе, Војо. Успеси ти посакувам, ќе се видиме ние пак. Нека се вклучуваат на TikTok, нека прават видеа, ама нека прават едукативни видеа. Нека се фокусираат повеќе на децата и нека поминуваат што повеќе време во природата. Така е. Беше тоа Војо Ивано, Војо со животните, кој што едукативно денеска веројатно влијаеше кај сите нас.